Само тројца логопеди се грижат за правилното зборување на 5500 деца, кои учат во основните, но и во двете детски градинки во Штип. Овој број е доволен показател дека логопедите кои се и најпотребни во образовниот процес се уште се дефицитарен кадар. Според податоците, околу 80% од децата во градинките имаат проблеми со говорот, а во основните училишта овој процент достигнува околу 30%. Загрижува податокот што само на ниво на 4000 ученици кои што одат во редовна настава во основните општински училишта, имаме ангажирано само во 2 училишта логопед, а тоа е во основното општинско училиште Гоце Делчев и основното општинско училиште Ванчо Прке. Додека пак според информациите што ги добивме од градинките, само во детската градинка Вераци Ривира Трена имаме ангажирано логопед. Дека училиштата имаат потреба од логопеди потврдуваат и од локалната самоуправа. Пред известен период имаше најава за примање на таков кадар, но истата не се реализира. За полека да се елиминира проблемот, се размислува во училиштата и градинките да се вклучат волонтери логопеди. Ние како одделение за образование можеме да дадеме единствено поддршка да работиме со ваков тип на проблеми, меѓутоа ние ја поддржуваме, тоа е сепак одлука на владата на Република Македонија, на Министерството за образование, Министерството за економија, кои што и финансии, кои што директно ја кроат и економската финансиската политика во државата. Да. Постојат повеќе проекти, општинско корисна работа е еден од тие проекти каде што се вклучуваат лица неангажирани, се вклучуваат во работењето и во испомош и односно помагање во третирање на ваквите проблеми. Како најчести појави кои се детектираат се пеотечењето, неможноста за изговарање на буквите Р, С, Ш, како и проблемите во пишување и читање. Проблемот со говорот се должи на постојаното седење пред компјутер, но и на малената конверзација помеѓу децата и родителите.